Денеска православната црква ги прославува светиот Тихон епископ Аматунски и светите маченици Тигри и Евтропии. Светиот Тихон епископ Аматунски, чудотворец. По смртта на блажениот Мемноний, Тихон бил избран едногласно за епископ, а посветен од славниот Епифаний на епархијата Аматунска. Чистотата на животот и ревноста кон христијанството го препорачале за овој чин. Во тоа време на островот Кипар уште имало незнабожци. И светиот Тихон се нафатил со апостолска ревност да ги обраќа неверните во верни, и во тоа имал голем успех. По долгиот труд во лозието Господово се преселил во блажена вечност околу 425-тата. Чудотворец е наречен поради многуте чуда што ги направил за времето додека бил жив. Татко му бил фурнаџија. Секогаш кога татко му ќе го оставил во дуќанот, тој ќе им го разделел лебот на сиромасите бесплатно. Еднаш татко му го укорил поради тоа, а тој се помолил на Бога и нивниот амбар толку се наполнил со жито, што со мака ја отвориле вратата. Друг пат пак посадил една сува прачка од лозница и лозата раззеленила и во свое време донела плод. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющтия Ти, Аллилуйя. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющтия Ти, Аллилуйя. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющтия Ти, Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородни Сине и Слове Божи, бессмертен си и изволиви спасения нашего ради, воплотитися от Святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же
Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светите маченици Тигри и Евтропии. Овие двајца биле од клирот на светиот Јован Златоуст. Кога злобните луѓе го протерале Златоустиот од Цариград, соборната црква се запалила, а пламенот од неа се кренал и паднал врз куќите на гонителите на ова светило на црквата. Народот во тоа видел прст Божји, додека непријателите на Златоуст тој пожар им го припишале на неговите приврзаници. Многу од овие луѓе настрадале поради тоа, меѓу нив и презвитерот Тигри и чтецот Евтропии. Градскиот начелник, некој некрстен грк Оптат, со особена злоба покренал потера на златоустовците. Тигри во младоста му бил роб на некој богаташ, кој го кастрирал. Ослободувајќи се од робството, тој целиот се предал на служба на црквата и во таа служба светел како блескав зрак. Тој, кроткиот, смирениот, милостивиот и гостолюбивиот човек Оптат го ставил на големи маки, па потоа го испратил в затвор во Месопотамија, каде што во темницата и го завршил животот. Евтропи, девственик уште од раѓање, чист, непорочен и незлоблив, бил тепан со воловски жили и стапови и најпосле бил обесен. Кога христијаните го понеле неговото тело да го погребаат, во воздухот се слушало сладко ангелско пеење. Достойно est